Добар ден, драги пријатели. Добродојдовте во денешната епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска зборувам на тема која што многу можеби ќе им позначи на мажите, вклучително и на себе си, и целата идеја поврзана со здравје на мажи и кои можеби нутриенти се најдефицитарни во исхраната кај мажите, потекно од тоа што јас пред се најмногу имам интерес за себе и низ некое истражување и она што можеби науката и медицината го зборуваат, сакав да го споделам и со вас. Што практично ние мажите најмногу можеби изоставуваме во исхраната? У принцип, најверојатно затоа што сакаме да работите да ги правиме поедноставно, не мрзи можеби за себе да одвоиме време за да си подготвиме можеби некаков оброк или така натаму. Се разбира дека има исклучоци или повеќето од мажите не сакаме да можеби губиме многу време во кујна и да приготвуваме работи и затоа можеби поради неконзумирањето доволно на овошја и зеленчуци се случува да просечен маж внесува од прилика 15 грама на растителни влакна, што во принцип е половина од потребниот и доволниот нутритивен внес за растителни влакна секојдневно, што во суштина предизвикува зголемен ризик од проблеми со дигестивен систем. И затоа мажите, да речем, имаат многу поголем процент на појава на проблеми со дигестија, канцерогени заболувања кои што се изразени на појава на дебело црево и така натаму, исклучиво поради долгорочниот невнес на растителни влакна. Втор нутриент кој што исто така ние мажите го изоставуваме е калиумот, кој што е па од друга страна многу одговорен за многу електрични и хемиски импулси и реакции во телото и тоа придонесува да некогаш можеби сме понервни и понетрпеливи, иако мислам тоа не е сепак во генот, али у секој случај калиумот е и текако одговорен за пренесување на тие нервни импулси во телото и за најразлични електрични и хемиски реакции и импулси, како што кажав. Трет исто така нутриент кој што го изоставуваме од исхраната, односно не го внесуваме доволно ние мажите, е магнезиумот, кој што е и текако важен за контракции на мускули, за пренесување на тие импулси кон мускулите, и четвртиот нутриент кој што исто така не го внесуваме е витамин Д. Ова зборуваме на глобално ниво, но земено за Македонија јас сметам дека витаминот Д можеби го немаме како дефицит, затоа што од друга страна Македонија е сончева земја и имаме многу сончеви денови, а доколку не знаете, еден од начините да се креира и создава витамин Д во нашето тело е да бидеме изложени на сонце, така да мислам по тоа прашање дека ќе немаме многу проблеми, али у секој случај овие три други нутриенти, а тоа е калиумот, магнезиумот и растителните влакна, си од текако клучно и многу важно значење за метаболичките процеси, затоа мажи, поведете сметка, инвестирате малку повеќе време во јадење на овоше и зеленчуци, односно салати, и обезбедете си го потребниот нутритивен внес кој што ви е потребен. Не знам дали ви донесов доволно вредност и дали можеби некој ќе го поттикнам да размислува малку по-продуктивно во однос на своето тело, али како и да е, јас за себе пред се ова го истражував и го гледав и ми помогна, и на некој од вас сигурен сум дека исто така ќе му помогне. Тука завршувам за денешната тема. Ви благодарам за вниманието, ви посакувам здрави животни навики и се гледаме во следна епизода. Убав ден!